Здраво, добре дојде. Ова видео го посветувам на жените, на нас жените кои што цело време сме амбициозни да постигнеме успех, да направиме повеќе, да бидеме присутни на секое поле и во мајчинство, и партнерскиот однос, и работа, и кариера, и финансии. И таа цела амбиција која што не води да постигнеме повеќе и подобро, всушност доаѓа до еден пат, една раскрсница, кога си го поставуваш прашањето дали овој успех е за мене. Дали го можам јас тоа? Дали е тоа за мене? Страв од успех. Многу се зборува за стравот од неуспех. Многу програми, курсеви сум поминала каде што разговараме на темите страв од неуспех и зошто всушност луѓето се плашат од неуспех. Но многу ретко среќавам некој отворено да зборува за стравот од успех. Особено со жените со кои што работам во последните месеци, а во последните месеци работам само акаша и реики, многу ретко работам коучинг еден на еден, по потреба доколку ми се јави некоја клиентка, но воопшто таа услуга не ја промовирам, нити ја нудам на Инстаграм, но кога има некоја клиентка потреба, работиме коучинг еден на еден. И кога работам со моите клиентки, сватив дека многу жени се плашат од успех. Сватив дека многу жени амбициозни и спремни со знаење и жени кои што постигнале веќе одредени успеси и кариерни, и во мајчинство, и со сопствен бизнис, и имаат многу убав среден живот, сепак доаѓаат во период кога се плашат од сопствениот успех и сами себе се закочуваат. Сами себе си поставуваат граница и лимит за да не го надминат тој лимит и да не пречекорат во полето на поголем успех. Зошто го ставив ова во наводници поголем успех? Затоа што за универзумот, за Бог, нема поголемо или помало. Тоа нашиот мал ум го класифицира. Големо, мало, голем успех, мал успех или големи финансии, мали финансии. За универзумот и за тоа универзално поле кое што е една продавница за желби и ти порачуваш од него, си ја искажуваш твојата желба и таа желба ти доаѓа во реалноста секако доколку ти се потрудиш, нели, си на таа вибрација, но како тоа ние во одреден момент доаѓаме до сознание дека можеби ова е премногу за мене. Дали постои премногу успех? Дали постои многу голем успех за мене, за јас да го искусам и да го доживеам? Дали постои таа многу голема слава, кариера, пари, кои што се поголеми од мене, од мојот капацитет да примам? Дали се плашам дека тоа ќе го надмине она кое што сум јас всушност? Би сакала овие прашања да го паузираш ова видео и да си ги одговориш сама на себе. Затоа што е многу важно искрено да разговараме со себе. Затоа што е многу важно искрено да знаеме што е тоа што не спречува да посакаме повеќе, да постигнеме повеќе и што е тоа што всушност нас не плаши. Зошто се плашиме од сопствениот успех? Според мене, затоа што успехот, особено оној, пак ќе кажам, поголем успех, недоживеан успех, нешто кое што во твојата глава моментално е можеби како недостижно и кое ќе ти се појави можност и прилика да го оствариш тоа многу големо нешто за тебе, всушност ти се блокираш и се повлекуваш и ќе бара твојот ум начини, изговори, зошто не да го направиш тоа. Затоа што за умот тоа е многу, ама многу големо излегување од комфортна зона. Затоа што на умот не му е познат тој твој многу голем успех. Затоа што на твојот ум не му е познато што ќе се случи кога ти ќе бидеш многу успешна. Твојот ум знае и има капацитет да прифати онолку колку што искусил, онолку колку што банката на информации, банката на мисли го памети. Ама твојот ум
не може да замисли нешто многу поголемо од тебе. Морам да земам пример за малку попластично да го објаснам ова. Например, ти работиш во Македонија и имаш плата, да кажеме, од 500 евра. Ти се јавува другарка која што живее некаде во странство и ти кажува дека во нејзината фирма бараат работник со твоето образование, ти нудат плата од 4000 евра, ти нудат сместување да ти помогнат додека се средиш и за документите не е проблем, ќе ти ги средат тие, ќе ти направат работна виза. Твое е само да кажеш да и да отидеш да се преселиш во таа држава. Твојот ум овде може да настапи на сцена со многу изговори зошто не е тоа за тебе. И зошто толку голем успех да доживееш ти и финансиски напредок, и кариерни можности подобри, и повеќе да успееш, и нормално подобрување на квалитетот на живот, стандардот на живот, твојот ум не може да го опипа тоа, не му е опипливо, не му е јасно, не му е доживеано, му е тотално непознато. Тотално надвор од неговата комфортна зона, што ти си ја земаш како твоја комфортна зона. Но јас многу пати, особено во мојот подкаст, го имам зборувано тоа. Ние не сме нашиот ум. Ние не сме дури ни ова тело кое што го гледаме. Ние сме многу повеќе од тоа. И ако твојот ум почне да ти дава изговори зошто да не ја прифатиш таа прилика, ти можеш од стравот и од сите тие реални, изговори кои што ќе ти ги даде умот, па што ќе правиш таму сама, па не познаваш никој, па не го знаеш јазикот, па како сега од нула ќе почнеш, овде си барем сигурна, 500 евра ма се сигурни. Кој знае дали таму се ќе биде така добро како што кажуваат, што ако не можам да се снајдам, што ако не најдам пријатели, па можеби сум интроверт, па можеби сум екстроверт. И сите тие изговори умот ќе ти ги дава еден по еден и толку многу ќе ти даде релевантни причини да останеш во твојата комфортна зона, да не излезеш надвор од таа комфортна зона и да се повлечеш од успехот кој што ти се нуди. Да се вратиш чекор назад и да не прифатиш таква понуда, например. Умот се овде е да не заштити, буквално да не заштити и да не чува од опасности, например, стравот е многу корисна работа, кога сме на прагот на некоја провалија, ние стравот е тој што ќе не повлече назад, кога ќе погледнеме од високо, стравот е тој што ќе не врати исто така чекор назад, кога ќе слушнеме како некој зборува со многу повишен тон или е агресивен, стравот е тој што ќе не заштити, ќе не тргне од таа ситуација, односно ќе ни каже оди подалеку или тргни се од таму, така да стравот е нешто кое што многу ни е корисно како луѓе, но не во секоја ситуација. Например, стравот како што е од успех или од неуспех или од секакви стравови имаат луѓето, не се сите тие стравови, како да ги кажем, релевантни стравови, туку се само измислица на умот. Кога се повлекуваш кога ти се нуди нешто поголемо од оно што го имаш доживеано и кога умот ти дава причини зошто да не го направиш тоа, ти се повлекуваш назад и всушност ти се плашиш од успех. Се плашиш да успееш и да бидеш некој друг, некоја друга, да постигнеш повеќе. Има повеќе причини кои што можат да бидат во игра во ваква ситуација, зошто некој би се повлекол од успех. Може да биде и затоа што самата промена, самиот успех, самото нешто ново нас не менува како луѓе. Ние всушност секојдневно се менуваме како луѓе. Иако луѓето доста често знаат да кажат дека човек не се менува, волк менува крзно, ама кјутот не си го менува или табиетот, меѓутоа тоа не е вистина. Ние секојдневно се менуваме. Секоја прилика, можност, личност која што ќе ја запознаеме нас не менува. Само помисли на себе. Дали си истата личност од декември 2024 и сега? Претпоставувам дека не си. Не сме исти, ние се менуваме, се подобруваме, некогаш се менуваме и на полошо. И сето тоа е во ред ако ние сватиме лекција и поука од тоа и го примениме за наше поголемо добро. Понекогаш дури и нешто лошо ни се случува со цел да ни биде поука, искуство и лекција за да во иднина бидеме ние подобри личности. Но, како што кажав, таков страв може да биде поради промената која што те очекува и затоа што ти
на некој начин подсвесно, а и свесно знаеш дека ти ќе се промениш. Например, ете истиот пример, со одење во странство, ти ќе се промениш, твоите желби, приоритети и цели ќе се променат. Можеби повеќе нема да ти биде приоритет секој ден да испиеш кафе во центарот на градот. Можеби ќе ти биде приоритет прошетка во природа, во шума. Можеби ќе ти биде приоритет вежбање. Можеби ќе ти биде приоритет јога. Можеби медитација. Можеби ќе ги промениш приоритетите. И тогаш настапува еден друг страф на сцена. А што ако луѓето кои што ги сакам не ме прифатат таква како што би била јас ако се променам? Ако одлучам да го прифатам тој успех кој што стои пред мене сега, јас можеби нема да бидам истата особа. И ќе почнат секако тие ветувања. Јас нема да се променам, јас ќе останам иста, јас ќе си останам иста, нема ништо да се промени. И ветување на родителите, можеби и на блиски другари, другарки, можеби и на поблиско семејство. Не, јас одам таму, ама јас нема да се променам. Ќе си останам иста и нашиот контакт, нашиот однос ќе си остане ист. И тука настапува на сцена тоа ветување и тие, пак ќе кажам, причини и изговори, кои што не се знае кој каде припаѓа. Тој страф од тоа да не бидеме ние прифатени или да бидеме одбиени или отфрлени или можеби само и неразберени од нашите драги луѓе и нашите сакани е исто така една кочница или една пречка која што не само саботира. Затоа што во многу голем дел од сценаријата можеби нема сите твои сакани да не те разберат, да не ја прифатат твојата промена или да не се согласат со твојата одлука дека ти ќе направиш нешто различно за тебе. Например, ете пак ќе го земам мојот пример, патување, преселба во странство за да работиш на подобра работа, подобра кариера, повеќе финансии, нели? Подобар квалитет на живот. Можеби твоите родители нема да го разберат тоа. Можеби на почетокот и нема да го прифатат тоа. Можеби ќе кажат дека имаш сигурна и стабилна работа, па не ти треба тоа странство. Меѓутоа, со текот на времето, кога ти ќе живееш подобар и поквалитетен живот, тие нема друго освен да го прифатат фактот и да се согласат со тебе. Значи, најлошото нешто што може да биде е да не се согласуваат со тебе и твојата одлука и да не добиеш поддршка. Но тоа не значи дека нема да успееш. Тоа не значи дека нема да ти биде подобро таму. Немањето поддршка од нашите сакани не е пресудно за нашиот успех. Тоа е нешто за кое што зборувам на вебинарот други луѓе и влијанието на другите луѓе врз мојот живот. Воопшто не е пресудно дали јас ќе успеам во мојот живот и во мојата кариера од тоа колку поддршка имам во мојата околина. Секако дека е добредојдена таа поддршка, секако дека јас многу помирна и посрекна би се чувствувала доколку имам поддршка и разбирање од сите околу мене, особено моите сакани луѓе. Но тоа не е пресудно дали јас ќе успеам во мојата кариера, работа или било што друго. Мајчинство. Најважно е ти да имаш верба во себе, ти да се разбереш себе и да знаеш дека го следиш своето срце и така ќе знаеш дека си на правиот пат. Дали ќе добиеш поддршка, разбирање од луѓето околу тебе не е пресудно за успехот кој што ти следи. Но може да биде пречка поради која ќе се откажеш. Односно да го подржи стравот од успех. Не ме прифаќаат, не ме разбираат моите, па зарем ќе одам против нив и да се откажеш од таква промена. Друго нешто е, кое што исто така може да биде причина и пречка за да се повлечеме назад од успех, е тоа што воопшто ние не сакаме кога таква промена треба да се случи, а ние да бидеме сами. Кога имаме барем некој кој што ќе го дели стравот со нас, многу е полесно да се осмелиме да направиме нешто. А ако си личност која што има партнери, ако партнерот се согласи да се пресели со тебе, може многу полесно да ја прифатиш промената. Но ако твојот партнер каже дека не се согласува со промена на државата, тоа исто така може да биде твоја пречка. Ако си во брак, нели секако дека би сакала таа одлука да биде семејна одлука, но доколку имаш нели само партнер, дечко, девојка, тоа исто така може да биде една голема пречка. Партнерот не ме поддржува, партнерот не сака да дојде со мене, ќе го изгубам партнерот.
Или може да биде случај со пријател-пријателка. Доколку имаш некој кој што ќе биде во твоја близина и ќе те подржи таму, и да не те подржи, да е само околу тебе, многу полесно е да се осмелиме да направиме некој чекор. Дали е промена на работно место, дали било каква промена, одење во една теретана, ајде и за таква мала промена да збориме, многу полесно е кога имаш некој со тебе, околу тебе, да го направиш тоа, без разлика дали тој некој ќе те поддржува и ќе се согласува со тебе, да го имаш во твојата физичка реалност, да кажеме, во твојот физички свет, да имаш некој во близина. Но исто така ќе кажам дека и тоа не е пресудно, затоа што најголемата поддршка која што можеш да имаш е поддршката од самата себе. Ако ти не веруваш во себе, ако ти не знаеш да се поддржиш и да се мотивираш и да се буквално турнеш малку кон напред, тогаш никој од надвор не може да биде доволно твоја мотивација за секогаш да те мотивира да одиш чекор напред и да постигнуваш повеќе и да ги искористиш твоите таленти и потенцијали. Стравот од успех е страв кој што буквално може да те спречи да си го промениш животот. Да си го промениш животот на подобро, да си го промениш квалитетот на живот, да бидеш ти подобра особа. Стравот од успех знае да не заглави во онаа комфортна зона и да останеме таму со години. Без разлика за каков успех се работи. Ајде и минимален нека биде слабење, губење на, да кажеме, 10, 20, 30 килограми. Има луѓе кои што се заглавени во таа на килажа и се плашат да преземат чекор или промена, да направат нешто, да одат во теретана, да променат исхрана, само поради стравот дека ќе го променат својот идентитет. Поради тоа што секоја промена го менува нашиот идентитет, го менува она што сме. Па кога ќе се променам или ако ослабнам или ако успеам, дали ќе ме сакаат и прифаќаат луѓето околу мене? Што ќе мислат за мене? И стравот од успех носи страв од критика, од осудување, од разочарување. Но тоа ништо не е пресудно. Секако дека не ги подценувам тие стравови. Секако дека не подценувам да се нема поддршка, да бидеш одбиен, да бидеш неразберен. Не го подценувам тоа воопшто. Но тоа не е пресудно дека нема да успееш ако го прифатиш твојот успех. Тоа не е пречка зошто да не пробаш, зошто да не се обидеш. Затоа што излегување од нашата комфортна зона е на наша основна човечка потреба. Во основните човечки потреби стои потреба за раст и развој. А ние не можеме да се развиваме ниту да растеме во нашата комфортна зона, во местото во кое што ни е удобно и лагодно. Мора да се предизвикаме да одиме повеќе и кон подобро, за да видиме кои се нашите потенцијали, за да видиме колку можеме ние, кои се нашите лимити и кој ги поставува тие лимити. Најчесто, најголемиот лимит кој што можеш да го имаш е твојот ум. За жал, умот и нашето его ти е нормално дека се овде да ни служат и да ни користат, но многу често знаат да не држат во она безбедно место назад во комфортната зона. Да не заштитат, затоа што умот сака да не заштити, да не доживееме разочарување, да не доживееме неуспех, па не држи во комфортна зона. Но таму не доаѓаат успесите. Успесите се надвор од таа комфортна зона. А ако се пронаоѓаш во ова и ако ти веруваш дека си можела да успееш повеќе, но нешто те спречувало и те држало назад, размисли која од опциите е твојот изговор. Зошто не си прифатила да успееш? Мора да признаеме дека секој од нас некогаш се соочил со неуспех. Тоа е неминовен дел од животот. Секој од нас некогаш доживеал неуспех и тоа е сосема нормално и во ред. Но понекогаш сме спремни да го прифатиме неуспехот многу повеќе отколку успехот. Затоа што сепак неуспехот ни е познат. Многу добро познат. А многу често забораваме кои се успеси сме ги доживеале во животот и колку тие ни влијаеле добро и позитивно. И понекогаш забораваме колку тие успеси се важни за личноста која што сме ние денес. И кога умот го заборава тоа како ти си се чувствувал и си се однесувал кога си доживеал или си доживеала успех, тогаш се плаши да доживее нешто поголемо од она што го знае и му е познато. Иако стравот од неуспех е нешто
многу опипливо, затоа што секој го доживеал на овој или на оној начин, од минимално нешто да одиш, се запишуваш на факултет во друг град и немаш пријатели на почетокот, па потоа ги стекнуваш, од нешто кое што си планирала да ослабнеш 4 килограми овој месец, ама не си ослабнала, си ослабнала 2, од секакви неуспеси, од тоа да не успееш да ја добиеш работата за која што си аплицирала, сите тие неуспеси се опипливи и ние сме ги осетиле. И тоа многу пати во животот. Затоа на умот му е познат неуспехот. Бидејќи на овој или на оној начин си го искусил. И ти било тешко, си бил тажен, си плачел, сето тоа е нормално. Умот, телото го знае, го искусил. Секој во животот доживел разочарување. Дали од блиски личности, дали од пријатели, дали од работа, на некој начин секој од нас некогаш бил разочаран во нешто. Но успех, особено кога се работи за поголем успех, ете како на примерот што го дадов, промена на држава, подобра кариера, повеќе пари, доста повеќе пари, да кажеме, доживување на таков поголем успех, знае да биде многу непознато за умот и да биде пречката која што ќе не спречи ние да преземеме чекор. И многу пати луѓето кажуваат, а што ако не успеам? Но јас овде порелевантно го земам и прашањето, а што ако успеам? Што ќе се случи ако јас успеам? Што ќе се случи ако јас успеам да направам од овој мој бизнис, кој што го имам сега, како терапевт за емоционална енергетска трансформација и како акаша терапевт и реики практичар, што ќе се случи ако со ова јас направам бизнис од 5000 евра месечно? Што ќе се случи ако јас успеам толку многу да им помагам на луѓето и да бидам достапна за клиенти и да направам и програми, и да можам да им помагам да ја откријат својата животна страст, својот животен повик, да им служам толку многу на луѓето, што јас многу ќе имам и работа и побарувачка и јас ќе можам да заработувам и финансиски многу повеќе, но и да станам многу попозната. Не знам, било што. Не ми текнува кој би бил тој многу голем драстичен успех за мене моментално, затоа што уживам точно каде што сум, помагајќи на луѓето, служејќи им и со многу голема љубов и радост го правам се ова што го правам. Но што ќе се случи ако толку успеам? Што ќе се случи? Можеби моите пријатели не би биле истите кои што ги имам сега. Можеби ќе имам друг круг на пријатели. Можеби ќе можам да си дозволам повеќе да патувам, да уживам, да се преселам, да не знам, да си купам нешто што сум го сакала одамна, нешто кое што не сум си го дозволила до сега. Можеби тоа ќе ми го крене стандардот на живот. И секако дека тоа ќе го промени мојот идентитет. Можеби и ќе зајакне и ќе истакне некои мои особини кои што досега сум се плашила да ги истакнам. Зошто стравот од успех го поврзувам и со стравот од тоа да бидам која што сум. Една уште многу релевантна причина. Многу луѓе чувствуваат дека не се она кое што се во животот, а затоа ти ја препорачувам да ја погледнеш YouTube епизодата каде што зборувам за автентичност. Многу луѓе не се она што се, вистински. Многу луѓе сакаат да бидат нешто друго, но се сосема нешто друго поради тоа што се трудат да ги задоволат желбите, потребите на родителите, на партнерот, на децата, на околината, да се прилагодат во калапите кои што ги има општеството, особено во оние мали места во кои што, нели, во Македонија, од каде што потекнуваме, значи потребно е да си вклопен во калап. И стравот од тоа да бидам која што сум, може да биде и страв од успех. Затоа што ако јас се плашам да бидам видена, да бидам слушната, вака јавно да зборувам, да снимам видеа, да го искажувам моето мислење јасно и гласно и буквално да бидам она што сум, затоа што сите овие информации што ти сега ги слушаш, тие постоеле во мене. Само сега јас си давам дозвола јавно да ги пренесам, јавно да ги кажам и стравот од успех или стравот од неуспех или стравот од критики да го тргнам на страна и да си дозволам да бидам она што сум. Сето тоа знаење, искуство со клиенти, целата моја едукација во последните 3 години, се она што го инвестирав во себе и во едукација и финансиски, да се надоградам, јас сега само му давам проток преку овие YouTube видеа, преку подкаст.
да допрам до што повеќе луѓе, за што повеќе луѓе да слушнат дека може да се живее и на подобар начин, да живеат во мир, во радост, да пронајдат кои се всушност вистински автентични. Но ако јас се плашам да го искашам моето мислење, ако јас се плашам од тоа да бидам која што сум вистински, а јас навистина уживам во оваа улога да пренесувам знаење и да подучувам и да им помагам на луѓето, тогаш јас ќе се повлекувам од секој можен успех. На покана на подкаст ќе одговорам со не, на покана во емисија ќе одговорам со не, затоа што ќе се плашам да бидам видена, слушната и да бидам она што сум. И тој страв од тоа да бидам она што сум ќе ме спречи да успеам, да постигнам повеќе и да постигнам подобро. Затоа, пред да посакаме успех, многу важно нешто е да посакаме вистински да се запознаеме себе и да бидеме она што сме. Да бидеме она за кое што сме дошле во овој живот. Секој наш има причина, душата има избор кој што го направила и доаѓаме во овој живот со одредени избори. Да бидеме она што сме. Но ако ние се плашиме да бидеме она што сме, ние никогаш нема да доживееме автентичен успех. Да, може да доживуваме успеси, но дали тие ќе бидат вистински автентични наши, како например постојат многу деца кои што запишале образование за да ги задоволат потребите на семејството. И многу од тие деца кои ќе го завршат образованието и ќе работат и ќе постигнуваат титули и на кариерно ниво и финансиски се незадоволни од самите себе, патат од анксиозност и депресија бидејќи работат нешто што не го сакаат, постигнуваат успех кој што не е нивен успех само да ги задоволат потребите и очекувањата од семејството. И тоа не е лошо. Тоа е можеби и пат кој што го избрала душата, за да те научи дека треба да почнеш да се приваќаш и сакаш сам себе, онаков каков што си. И дека е во ред некогаш да им кажеме не на нашите сакани или да не задоволиме одредени нивни барања или потреби. И колку и тие да ни посакуваат добро, никогаш не можат да знаат што е вистински избор за нашата душа и што вистински нас ќе не направи срекни, бидејќи родителите посакуваат се најдобро за нас, но тоа најдобро за нас не значи дека е вистински најдобро за нас. Затоа, кога ќе си дадеш слобода и крила да бидеш она што си вистински, автентична или автентичен ти, тогаш си даваш слобода и да прифатиш и успех, да прифатиш и неуспех. Тогаш за тебе нема да биде пречка нити успехот, нити неуспехот, бидејќи ти автентично ќе ги следиш твоите желби и цели и ќе знаеш дека си во склад со себе и нема да те плаши нити успехот што можеш да го доживееш, нити неуспехот кој што можеш да го доживееш. Нема да те плаши толку ни критиката, ни осудувањето, ни отфрлањето. И јас кога почнував мојата кариера, кога решив да променам од машински инженер, да работам како коуч, како терапевт, не беа сите многу среќни и возбудени. Прво не ни знаеа во што се впуштам и што правам, само знаеа дека сум амбициозна и дека додека ми е детето толку мало бебе, додека не оди во градинка, јас не сакам така да седам и дека сакам да растам и да напредувам. Само тоа го знаеам, а не знаеа во што всушност се пуштам, не дека јас толку многу знаев, само знаев дека го следам моето срце, знаев дека го следам импулсот внатре од мене, дека ми треба нешто да дадам, да превземам, да работам со жени. Јас си го променив животот. Еј, види, јас си го променив животот. Можам да ти покажам и тебе како. Можам, барем најмалку што можеме да бидам твоја поддршка во целиот твој пат и мотивација. Затоа што јас таа поддршка и мотивација почнав многу покасно да ја црпам во мојот личен раст и развој од моите ментори и терапевти, но на почетокот работев сама со YouTube видеа. Затоа сакав да бидам коуч, терапевт кој што ќе им помогне на жените, кој што ќе им биде подадена рака за да тргнат по тој пат и да видат колку малку треба некогаш да си го промениме животот. Но немав поддршка и мотивација или некој да ми плеска раце околу мене, браво, ајде, можеш, ти ќе успееш. Го немав тоа. Подоцна многу повеќе се изрази таа и поддршка и мотивација и кога ја добив, нормално дека јас со помирно срце работев и дека ми беше драго и мило, но не беше пресудно дали јас ќе почнам или не. Затоа што го следев импулсот внатре во мене, го следев моето срце, мојата душа и знаев дека овој пат е за мене. Не знаев каде ќе ме носи, не знаев што точно правам,
Ама знаев дека ова е за мене, на вистинското место сум, водена сум од моето више јас, од мојата душа, затоа што бев толку среќна и радосна кога имав сесии, кога држев предавања. Затоа ќе те потикнам да го пронајдеш твојот автентичен глас, а ако не знаеш како, врати се на видеото преку Акаша до автентичност или слободно контактирај ме за помош и поддршка на Инстаграм, на мојот профил од мисла до манифестација. Секогаш сум тука да помогнам и да поддржам некој, но немој да се плашиш од тоа да успееш повеќе и да бидеш подобра личност. Бидејќи тоа само може да ти донесе нови и подобри работи во твојот живот, да живееш поквалитетен живот. Дали успехот кој што ќе го доживееш ќе те води до некој неуспех? За жал, неминовно е и тоа. Затоа што животот е тоа, експанзија и контраст, подеми и падови. Но не значи дека кога ни се случува некој пад или некој контраст, дека ние сме на дното. Тоа значи само дека следи експанзија. Тоа значи дека одам горе и одам на подобро. И ако верувам дека сум водена од некоја повисока сила, од нешто повеќе од мене, дека Бог секогаш се со мене и ми пружа се што ми е потребно во животот, со таа верба и мисла, тогаш јас знам дека и успехот кој што следи ќе го примам со мир, тогаш знам дека и неуспехот кој ќе дојде пак ќе го примам со мир. Затоа што ова сум јас. И успехот и неуспехот не ме дефинираат мене. Нешто многу важно за крај. Успехот кој што ќе го доживееш не те дефинира тебе. Она што си ти, автентична, вистински ти, е внатре во тебе. Да, ќе се промениш ти, твојот идентитет ќе се промени, но не те дефинира тебе нити успехот, нити неуспехот. Тоа што ти дозволуваш еден неуспех да те скрши и ти да бидеш бесна, тажна, разочарана и анксиозна, тоа не значи дека е до неуспехот. Тоа значи дека е до твојата реакција и твоето гледиште на неуспех. Ако го прифатиш неуспехот како одскочна даска за успех, тогаш тоа ќе биде нешто друго. Ако успехот го прифатиш како нешто многу добро што доаѓа кон тебе со расширени раци наместо со страф и грч, тогаш успехот ќе биде нешто многу добро за тебе. Затоа следи го своето срце, следи ја својата душа, биди она што си вистински и така ниту еден успех, нити неуспех не можат да го променат она што си ти вистински. Автентична, вредна, своја и твојата вредност не зависи од постигнувањата кои што ги постигнуваш во животот. Твојата вредност е уникатна, ти си единствена, уникатна, своја, автентична жена и си ти автентичен маж. И твојата вредност не е дефинирана од ниту финансиски постигнувања, ниту кариерни постигнувања, ниту од неуспесите, ниту од успесите. Добра личност е само добра личност, без никакви постигнувања и достигнувања. Затоа, шири љубов, шири мир и нека твојата цел биде да бидеш автентично своја. А успехот и неуспехот, прифати ги во мир. Прифати ги како дел од животот. Прифати ги како нешто убаво. Затоа што ништо не е лошо или добро. Ние му даваме етикети на се она што се случува. И најлошиот настан во твојот живот може да биде супер одскочна даска за многу добра промена која што ќе дојде во твојот живот. Кој ќе научиме да бидеме во мир, без разлика каква бура се случува околу нас, тогаш ни туѓото мислење, ни кариерата, нити критиката, нити осудувањето, нити тоа дали ќе прифати некој што јас ќе се преселам во друга држава, нити тоа дали ќе разочарам некој, нема да биде пречката да се откажам од моите соништа. Нормално дека не сакаме да ги повредиме луѓето околу нас, но не значи дека ако тие се разочарани од некоја наша одлука, дека е погрешна одлука. Ти посакувам да ти користи ова видео, да ти служи и ти посакувам убав ден, кај мене е врнежливо денес. Јас си го почнав рано утрото, си завршив тренинг, сега ми следи доручек, но сакав ова видео да го снимам рано, за да имаш време да си го погледнеш денес и се надевам дека ќе уживаш. Се гледаме во следното YouTube видео. Со многу љубов, Габи, чао!